Акционерите од Топлификација со допис до обвинителството за организиран криминал бараат тие итно да ја процесираат кривичната пријава која пред една недела беше поднесена против Тето од страна на финансиската полиција. Финансиските органи на прогонот кривичната ја поднесоа против председателот на управниот одбор на Тето, нотар и стечаен судија, а се сомничат за предизвикување лажен стечај. Акционерите од Топлификација обвинуваат дека лажниот стечај и реорганизацијата на Тето имале цел да ги заобиколат долговите кои ова акционерско друштво ги имало кон Топлификација. Женијето за заштита на правата на акционерите во Топлификација АД со внимание ги следи сите настани, како и оваа пресконференција на директорот на Управата за финансиска полиција, а како наводите во пријавата се во целост основани, што се гледа од несоборливите докази и постои голема опасност да нема можност да се надомести штетата на Топлификација АД, а со тоа да се оптерети државата. Бараме од надлежното обвинителство најитно да се произнесе по наводите истакнати во кривичната пријава против Тето АД и други и да ги преземе потребните активности во рамките на нивната надлежност. Од Тето преку писмено соопштение ја демантираа управата на финансиската полиција. Во меѓувреме, Топлификација бара одштета и од БЕК за користење на нивните мерни уреди, но БЕК не признава долг кон Топлификација. Кривичната од финансиската полиција не е првата кривична поврзана со случајот Тето Топлификација БЕК. Предходно, Оделот за сузбивање организиран криминал поднесе кривични пријави против поранешниот прв човек на регулаторно и уште неколку поранешни членови на комисијата за противзаконско доделување на лиценците на БЕК.